Добрина Пелистер. Здраво, Зуки, што правите, како сте? Ние сме припремени тука за смена, па сакаме да тргаме. Какво е времето одгоре? Многу е ладно овде, има густа магла под врвот, така се гледа, али не е толку опасно. Само напред да чекаме. Зуки, благодарам многу, ќе се видиме горе. По чии преградки е реткиот бор молика, Pinus peuce, но и изобилство на природни феномени, поради што во далечната 1948 година е прогласен за прв национален парк не само во Република Македонија, туку и на поранешните југословенски простори. Пелистер е врв на планината Баба, но неговата венчана убавица е реткиот бор молика, ендемит од времето на терциерот. Моликата е високопланински вид, природно распределена од 900 до 2400 метри надморска височина. Израснува и до 28 метри, а диаметерот на стеблото достигнува до 80 сантиметри. Гранките му се прстенесто распределени, како да сакала оваа убавица да вишнее кон горостасот Пелистер. Моликата повеќе од се друго беше пресудна Пелистер да биде прогласен за национален парк. Во летниот период до пунктот Пелистер се качуваме со возило джип. Патуваме од Битола до пунктот негде околу 2 сати. Горе се задржуваме негде смената предава на другата смена, околу 1 сат и потоа се враќаме назад. Во текот на патувањето имаме доста проблеми, затоа што патот не чини и се дешава некогаш кога има врнежи од дожд и да заглавуваме, а потоа да имаме големи проблеми. Зимскиот период се движиме со ратак, со зимско возило, со неговите снег. Со него патуваме од местото викано Прва река со овој ратак до пунктот Пелистер не околу 4 сати и по патот се дешава се и се што.
има големи намети од снег, таму чистиме по патот ако не може да помине и се снаоѓаме како знаеме. Предавателниот пункт Пелистер е еден од најстарите пунктови во составот на македонската радиодифузија или поранешни предаватели и врски од македонската радиотелевизија. Пунктот Пелистер го напојува со телевизиски и радиосигнал целиот југозападен регион на Македонија, а воедно и северните делови на соседна Грција и Албанија. Пунктот е изграден во повеќе етапи. Почетокот е негде околу 59-та година, а сегашниот облик го има добиено 82 година, кога заврши комплетната негова реконструкција. Моментално пунктот е опремен со најсовремена како телевизиска предавателна техника, така и радиотехника, бидејќи преку него во етерот се зрачат сигналите на македонската прва, втора и трета телевизиска програма, а воедно и радиопрограмите на македонското радио, FM прва програма и втората и третата радиопрограма, третата програма на националностите. Пунктот Пелистер обслужува исто и со телевизиски сигнали и од телевизиските куќи кои што имаат добиено концесија на ниво на Македонија. Тоа се А1 и Сител и радио куќите Канал 77 и Антена 5. Преку пунктот Пелистер со телевизиски и радиосигнали се обслужува и следниот предавателен пункт во западниот дел на Македонија, Маливлај. Пунктот Пелистер како пункт кој што се наоѓа на најголема надморска висина, не само во Македонија, него имаме сознание дека надморската висина е фактички трета во Европа и воедно е изложен на најголеми временски влијанија и во летниот и во зимскиот период. Влијанијата посебно се одразуваат на атмосферските празнења, поради што порано имавме многу чести прекини на телевизиските и радиосигналите. Овие влијанија се надминати со развојот на технологијата и со техничките зафати кои што стручните екипи од македонската радиодифузија ги реализираја како би ги намалиле овие атмосферски влијанија во комплетната работа на пунктот. Пунктот Пелистер е многу битен во составот на македонската радиодифузија, бидејќи, како што споменав, го обслужува цел југозападен регион. Од пунктот Пелистер со телевизиски и радиосигнали се напојуваат уште од прилика 60 репетиторски пунктови. Еден дел е доделен во состав на предавателниот центар Пелистер и Битола, со цел да ја зголемиме ефикасноста
во работењето и ефикасноста во отстранувањето на дефеците, имајќи во предвид дека овај југозападниот дел на Македонија ретко се покрива со сигнали од други радио и телевизиски куќи. Со својата местоположба, предавателниот пункт Пелистер игра улога и на квази сателитски приемник, бидејќи доминацијата на врвот Пелистер овозможува да нашите сигнали се простираат и далеку до Олимп, бидејќи во летниот период можеме да го наблюдуваме и Олимп, кога времето е чисто, и голем дел од Северна Грција. Да се работи овде, да се престојува непрекидно по 24 часови 7 денови, дали тоа е одговорност или привилегија? Тука, каде што работното место е над облаци или меѓу нив, на просторот често биен, но и милуван од ветрови, може да се доживее сета благодет и суровост на наравот на природата. Пелистер може да се доживее како неповторлива реалност или како дел од легендите. Една од нив вели: боговите му забележале на Зевс зошто за седиште го одбрал Олимп, кога пона север е планинскиот убавец Пелистер. Зевс заказна го оженил Пелистер за баба. Кога е убаво времето на Пелистер, има прекрасна гледка према Преспанското езеро, кое што тука е тромеѓето помеѓу Грција, Албанија и Македонија. Ова што гледаме ние Преспанското езеро, она на средина тука е голем град, големиот остров, потоа тој помалиот таму, од другата страна е мал град во албанскиот дел, додека на спротивната страна е грчкиот дел, значи тука е тромеѓето. Исто така имаме и прекрасна гледка према планината Галичица на спротивната страна, што е на Преспанското езеро, а имаме и добра гледка на ова страна планината Бигла, кој што е на спротивната страна. Ако ќе одиме на другата страна, има многу добра прегледност према планината Олимп. Мислата се наметнува сама. Кога човек е овде и кога трага по овие височини, ја предизвикува ли судбината или таа го предизвикува неговиот немирен дух? А тој, немирниот дух, често возвраќа со креативност. Една таква група од трагачи и ентузијасти оствари нешто што ќе има свој дел во историјата на телекомуникациите кај нас. Првите почетоци за прием на телевизиски сигнал во Битола беа некаде 58 година во летото. Една група техничари од Битола се качихме на Пелистер со еден мал агрегат и со еден телевизиски приемник кој беше единствен во Битола, добиен во радиоцентар од Скопје, од Скопскиот радиоцентар. Со една примитивна антена, обичен дипол, покушавме да го примеме италијанскиот сигнал на италијанската телевизија. И успеавме. Така да добивме сигнал еден со не многу добар квалитет, но се виде дека може да има таков прием на врво на Пелистер горе. Тоа беа првите почетоци. Тоа беше некаде почетокот на летото 58 година. Покасно, кога се во истото време, кога се одржуваше Олимпијадата или светско првенство на фудбал во Шведска, организиравме од Битола со поголем агрегат за струја и со два телевизори. Се искачивме на врво на Пелистер горе. Во тоа време знае луѓето од Битола, не само од Битола, имаше и од Велес и од Скопје, кои исто така се скачија на Пелистер, за да може да го видат тој сигнал што ќе го примеме од италијанската телевизија Рај.
Во тоа време се погоди магла, една густа магла. Не бевме во состојба никако агрегатор да го запалиме, затоа што толку мокар беше воздухот, не можеше агрегатор да поработи. И помина прилично време, можда некаде до попладнето не успеавме да го запалиме агрегатор и луѓето се разочараа и почнаа да слигуваат, да си одат. Останаа само најупорните. И некој време агрегатор запали и сите тие што беа останали тука имаа можност да го видат приемот од италијанската телевизија. Тогаш ми се чини дека Југославија со Русија играше фудбал и победата беше на Југославија. Така да луѓето што останаа горе на Пелистер беа одушевени од приемот на тој сигнал. Предавателот на Пелистер почна да се прави во 59-та година. 59-та година се изгради една мала куќичка горе, така во округли облик, мислам, не е четвртаста, па некаде 5 метра во прешник, 5, можда 5,5 метра, и далеководот од Битола до Пелистер беше изграден некаде кон краја на годината, 10-11 месец. Така да и антени беа монтирани на таа куќичка, приемна и предена антена, и ставен беше еден репетитор од 5 ват италијански репетитор од Италија, го има набавено од Радио Скопје, тогаш Радио Скопје беше. И така да сигналот беше испратен до Битола, а покасно и на Солунска глава исто така имаше поставено репетитор, за да може и Скопје да го прима истиот тој сигнал италијански. Телевизиски сигнал прво во градот Битола беше примен, а потоа и Скопје преку еден репетитор поставен на Солунска глава. Тоа е веќе малце покасно, тоа е после 63-та година, после земјотресот кој беше во Скопје, веќе почнува да се развива телевизијата, имаше и дирекција, мислечени за телевизија, тогаш основано при Радио Скопје. И на Пелистер требаше да се монтира антенски столб. Антенскиот столб и сега функционира. Не постоеше пат да може да се носат елементите, а тие беа прилично големи. Најтешките беа 500-600 килограми и должина некаде 10 метри елементите од столбот. И ангажиравме луѓе со запрега, воловска запрега, со 3-4 пара волови, ги товареа тие елементи и ги носеа догоре една тура скоро цел ден. Така сите елементи беа однесени на Пелистер горе, а потоа почна монтажата на антенскиот столб на Пелистер и почна да се развива веќе телевизијата, така беше набавен и предавател од марката Маркони од Англија. Тоа беа два предаватели по 500 вати, кои беа монтирани во таа истата куќичка, постоеќата куќичка, половината беше одредена за предавателите, а задната половина беше трафостаницата од 5 киловолт ампери или од 10 киловолт ампери, ми се чини. Значи, во иста просторија се најдуваше и трафостаницата, и предавателите, и контролните уреди за тие предаватели. Па за почетокот на телевизијата заслужни се техничарите од Радио Центар, Ацко Стојановски, Јонче Стојановски и уште неколку од нив, а исто и така и од Скопскиот Радио Центар. Там технички директор беше Тихо Секуловски и директорот не ми текнува сега како се викаше, така да тие прилично помогнаа да се оствари оваа идеја. И уште еден момент да не заборавам, прв пат во Битола беше пренесен од Радио Битола, од студиото на Радио Битола, телевизиски сигнал во градот, имаше неколку телевизори поставено, во Радио Центар, во
ресторантот Македонија ми се чини уште на едно место. Од студиото на Радио Битола се пренесуваше народна музика со една индустријска камера поставена и еден мал предавател направен, а тоно се слушаше преку Радио Битола. Тоа е првиот телевизиски сигнал во градот. Екипата на ТВ УКБ Пункто Пелистер се состои од 3 членови, која е таа стална посада, од која едниот е главен техничар координатор, другиот техничар и третиот домар. Послужувањето исклучиво на сите вработени е со една цел, а тоа се знае пратење на ТВ и УКБ програмата која се зрачи на ТВ УКБ Пункто Пелистер. Без разлика, секогаш е тука присутно во оваа дежурана, каде што се наоѓаме сега, обавезно има по еден член од екипата која останува тука и ја прати целата програма, а останатите членови, дали едниот долу готви во моментот или другиот има некој проблем каде што се оди да се види и да се отстрани овај проблемот. Така да, кога немаме проблеми, кога е се во ред и кога програмата се одвива нормално, тогаш во тој случај во вечерните часови, тоа обично негде после 1 сат, после 2, едниот оди на спиење, ќе оди да одмора, а другиот останува во самата дежурана. Што значи тоа? Да во местото каде што дежураме тука, обавезно има присутен човек. Чекор по чекор, овој објект израснува во полусателитски предавател. Тоа се потврдува со фактот што телевизиските и радиопрограмите можат да се гледаат и слушаат не само во нашата и соседните земји, туку и во северниот дел на Африка. А тука негде, во овие планински алпски височини, се наоѓа и скромното обележје посветено на исто така скромниот планинар Димитар Илиевски Мурато, првиот македонец кој ги освоил Хималаите, го освоил покривот на светот, останувајќи на враќање во вечните снегови. А тука сега работи неговиот син. Прв пат на Пелистер дојдов бев донесен од татко ми на 9 месечна возраст и од тогаш веќе започна мојата љубов кон Пелистер. Потоа исто така татко ми работеше тука исто на овој пункт. Ми е многу драго што од толкава врска кон планината пак останав тука да работам за и на негово место и на планината што прв пат дојдов и се ми влезе во душата, да речем така, како освен кога ќе видам на работа тука што сум присутен на планината, после слободното време некогаш претежно во летните периоди некогаш со другари, па зависи, можеме да дојдеме и до Мало езеро, до Големо езеро, па приодот е тогаш поинаков кој ќе се качувам како планинар или како туриста, да речем, низ планината, отколку кога ќе сум тука на работа, пошто поинаково е доживувањето тогаш, пошто се
се шеташ и си слободен може да ги разгледваш убавините на езерата, на планината. Двете глацијални езера, големото и малото. Народот ги нарекол Пелистерски очи. И со право. Зашто во овие води, како да се кријат тајните на сите дни минати, на сите дни сегашни и идни. Кон тие тајни трагаат бројни планинари. Посебен проблем представуваше стигнувањето до врвот на Пелистер, поготово во зимскиот период. Често имаше и густи магли, така да тешко се ориентиравме до самиот врв. Ќе дојдевме под самиот врв и не бевме во состојба да знаеме каде сме, на кој место се наоѓаме. Така да често пати лутавме, ќе завртеме околу самиот врв додека дојдевме до самата зграда. И кога ќе дојдеме во самата зграда, пред вратата имаше огромни количини на снег. Не бевме во состојба во истиот момент да влеземе натре во зградата да се затоплиме. Моравме да употребиме сврхчовешки напори, да го тргнеме снегот од пред вратата, за да можеме да влеземе во самата зграда натре, за да можеме да се затоплиме. Често пати патувавме од Сабајле, од 7 сата кога ќе тргнеме, ќе стигнеме некаде во 7 сата навечер. При големи снегови и невреме, магла поготово кога имаше. Така да голем проблем ни представуваше стигнувањето до врвот Пелистер, на зграда. Видете, во почетокот беше тешко одењето на работа, бидејќи пат немаше, превозно средство не можеше да не однеси до пунктот горе. Со првото падање на снегот, почнуваме да одиме пешки од Нижеполе. Одењето беше многу тешко, по снег, со ранец нарамо за 14 дена, бидејќи во зимско време смената ни траеше 14 дена, а во летно 7. 14 дена траеше ради тоа да има помалце одење, затоа што беше многу тешко одењето. Во тие први времења немаме никакви врски. Имаме една врска воки-токи, само со одговорниот инженер и обично се договараме во толку сатот да се слушниме. И тешко е, 14 дена иста работа, немаме никакви услови. Прво немаме вода за пиење. Вода за пиење, снеговица топеме и ја пиеме. За исто така за варење. А леп, домарот ни месеше леп. Ручев вечера ни правеше домарот, некогаш и ние правиме, така и после почнаме да се редиме. Еден ден јас ќе направи јадење за сите, другиот ден, другиот, третиот ден, третиот и така терапме. На луѓето, ова име и работно место, и дом. Затоа во лето, кога тоа е можно, се обезбедуваат резерви од 160 метри кубни технолошка вода и 40 тони нафта. Тешко многу беше одење, тоа беше најтежи проблем. Одење нарешто зимски период од Нижополе. Од таа страна многу пострма него ли ова страна што е од страна на Цапари. И се дешаваше да одиме и по 2 дена. Не може да стасаме договорен да има таму телевизија направила прифатна куќа со дрва, со кревети и таму ќе преспиеме и наутро ќе тргнеме горе да стасаме. Ние некој пат кога идеме е убаво време, некој пат лошо, кога е лошо со магла, со мраз и горе кога ќе стасаме изгледаме исто како од филмот Доктор Живаго кога се враќаше, кога се врати дома, со мразулци на обрви, на мустаќи кој имаше лице црно од ветер и така изгледаме. Ноќе не може човек да заспи од умора, од многу стремо снег треба да гази и живци работеа ноците се помераја сами.
Во зимскиот период, кога имаше во Пелагонија магла, ништо не можеше да се забележи во тој дел, така да представуваше како едно море. Тоа е како да се најдуваш некаде што не може да се објасни, како на месеч